Прекумерното консумирање на која било храна не е добро за здравјето. А некои истражувања сугерираат дека прекумерната потрошувачка на производи од компир е поврзана со високиот крвен притисок. Но најчесто проблемот е во начинот на кој ги обработуваме и подготвуваме компирите. Печените и пржените компири содржат високо ниво на калиум, околу 1/3 од дневниот препорачан внес на калиум. Сепак, луѓето кои имаат бубрежна болест треба да внимаваат на внесот на компири. Имено, компирот содржи многу витамини и други хранливи материи кои се неопходни за нашето здравје. Еве 6 причини зошто компирот е добар за нашето здравје. Тој содржи витамин С. Кога луѓето ќе помислат на витаминот С, наум обично им доаѓаат портокалите и другите агруми. Но и компирот е важен извор на витамин С. Еден компир од 150 грама во просек содржи околу 15% од дневно препорачаната доза на витаминот С. Витаминот С е многу важен за нашето здравје, бидејќи ја подобрува функцијата на имунитетот, содржи антиоксиданти, игра клучна улога во формирањето на сврзните ткива, а исто така е важен и за здравјето на нашите заби. Недостатокот на витамин С пак е поврзан и со губењето на забите. Витамин B6. Овој витамин е клучен за работата на повеќе од 100 ензими во телото, овозможувајќи им да ги разградат протеините, процес кој е клуч за правилното функционирање на нервите. Ова е можеби причината зошто витаминот B6 е поврзан и со доброто ментално здравје. Еден компир содржи околу четвртина од препорачаната дневна доза на овој витамин. Калиум. Калиумот е важен за регулирање на електричната сигнализација во мускулите и нервите. Токму поради тоа, превисокото или прениското количество на калиум во телото може да ја запре работата на срцето. Печените и пржените компири содржат високо ниво на калиум, околу 1/3 од дневниот препорачан внес. Сепак, луѓето кои имаат бубрежна болест треба да внимаваат на внесот на компири. Имено, доколку бубрезите не работат правилно, тоа може да ја оневозможи способноста за исфрлање на вишок калиум од телото. Холин. Холинот е соединение кое се врзува за мастите за да создаде фосфолипиди, градежни елементи на клеточните ѕидови. Од витално значење е да се внесува доволно холин, бидејќи е неопходен за здрав мозок, нерви и мускули. Компирите, сојата и месото содржат најголеми количини на холин. Компирот е добар за варењето. Готвењето и ладењето на компирите пред да се консумираат овозможуваат формирање на отпорен скроб. Овој здрав скроб му помага на нашето тело на многу начини и исто така делува како пробиотик кој е важен за здрав цревен микробиом. Иако ладниот варен компир, затоа и потешко се вари. Во тој процес се создаваат и масни киселини кои се исклучително добри за здравјето на дигестивниот систем. Покрај тоа, овие масни киселини помагаат и во работата на метаболизмот, бидејќи го намалуваат нивото на шеќерот во крвта. Сето ова наведено го прави варениот компир нискокалорична, хранлива и заситена храна. И на крај, компирот не содржи глутен. Компирите се исто така природно без глутен, што ги прави одлична опција за луѓето со целијачна болест или за оние кои треба да избегнуваат глутен, пишува Silence Alert. Истото важи и за сладкиот компир кој содржи малку повеќе калории и јаглехидрати.